Добра вечер, Скопје, добра вечер, Газивова, добра вечер за најголемата скопска општина. Почитуван претседател на ВМРО ДПМН, почитувани членови на Унијата на млади сили, почитувани членови на Унијата на жени, почитувани ветерани, почитуван претседател на Општинскиот комитет и претседатели на местните комитети и местни заедници, почитувани коалициони партнери, почитувани симпатизери и поддржувачи на ВМРО ДПМН, почитувани присутни. Пријатно е да се обратиш пред своите сограѓани, пред своите општина. Општина во која живееш, општина во која си работел и општина во која си бил градоначалник. Навистина, емоциите навираат. Се сеќавам на 2009 година, на крајот од мојот мандат за градоначалник на општина Газивова, која побарав довербата од граѓаните на локалните избори во 2009 година. Тоа беше голема чест за мене. Ми ја дадоа граѓаните на градот Скопје довербата да бидам градоначалник на град Скопје. Огромна чест. Меѓутоа голема одговорност. Да се сработи ветеното, да се реализира она што беше ветено во програмата на градоначалникот на град Скопје, кандидат на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Работевме напорно, работевме посветено. Јас, мојот тим, администрацијата, сите они и заедно со сите оние кои што можеа да помогнат за доброто на градот Скопје. Реализиравме повеќе од 500 успешни проекти на целата територија на општина Газивова. Денеска стојам овде пред вас со гордо крената глава, со факти, со многу реализирани проекти. Проекти кои што значат подобро Скопје. Изградени се голем број на булевари. Почнувајќи од булевар Илинден и останатите. Реконструирани се мостови, изградени се нови мостови, водоводи, фекални канализации, изградени се паркови. Сменет е ликот на градот Скопје. При ова, во овој момент, бидејќи сме во општина Газивова, сакам да ги издвојам следните успешно реализирани проекти во општина Газивова. Проекти кои што ги реализиравме заедно со општина Газивова, заедно со кандидатот за градоначалник на општина Газивова, со господинот Тони Трајковски, заедно со владата на Република Македонија. И можам да ви кажам, без негова поддршка, без неговата упорност, без неговата иницијативност, овие проекти не знам дали ќе ги реализиравме во толкав број. Ја реконструиравме и проширивме улицата Благоја Стевковски. Ја проширивме и реконструиравме улицата Јужноморавски бригади, која што води према гробиштата Камник. Го реконструиравме патот кон населбата Хиподром, од пругата Маđари до спортскиот центар во Хиподром. Го реконструиравме пат во селото Инџиково. Изградена е секундарна водоводна мрежа во населеното место Камник. Исто така, заедно со владата на Република Македонија, заедно со општина Газивова, во населбата Кираминница, исто така изградивме водоводна и атмосферска канализација. Градот Скопје, заедно со општина Газивова и Министерство за транспорт и врски, изгради атмосферска канализација во Јужноморавски бригади. Изграден е фекален колектор од населбите Стајковци, Ченто, Инџиково, Хиподром, Маđари, во соработка со општина Газивова и со владата на Република Македонија, кој е значаен еколошки проект за општина Газивова. Изградена е пешачка патека во парк шумата Газивова. И не само ова, работиме во сите општини од градот Скопје, не само во Газивова, подеднакво во сите општини. Ќе продолжиме и понатака. Почитувани сограѓани, денеска повторно ја барам вашата доверба за уште еден мандат за градоначалник на град Скопје. Вашата доверба ја барам со конкретна програма. Програма во која што има проекти за сите 10 општини во сите области од живењето во градот Скопје. Ја барам вашата доверба за да го тоа реализираме. Меѓутоа, во таа програма има многу проекти од општина Газивова. Проекти кои што ги дефиниравме заедно со градоначалникот на општина Газивова, заедно со господинот Тони Трајковски. Таму ќе ги дефинирам само неколку. Изградба на физкултурна сала во средното училиште Боро Петрушевски. Изградба на паркинг за тешки возила. Изградба на автопазар. Изработка на проект за проширување на булеварот Благоја Стевковски. Изградба на пешачки мост во Хиподром и автокоманда. Реконструкција на улица Маđари. Изградба на влез и излез на надвоздух Јурумјали, исто така и во надвезникот во Смилковци. Проект за кружен тек меѓу улиците 16-та македонска бригада и Коце Металец.
кружен тек на Методија Антонов Ченто и улицата Радован Караджич. Исто така водоводна линија по булеварот Хрватска. Изградба на водоснабдителен систем Ченто Стајковци Сингелич, долгогодишен проект на овој дел од градот Скопје и општина Газивоа. Снабдување со вода на железара и автокоманда. Собирање на смет во секое населено место. Тоа го завршиме. Изградба на фекална канализација на населените места Ергеле, Трубарево. Изградба на централна пречистителна станица, тоест проектна документација за овој многу важен проект. Сите овие проекти ги планиравме, кој што кажав, заедно со кандидатот господинот Тони Трајковски. Тој беше многу упорен. Бараше проект повеќе, иницијатива од граѓаните, од администрацијата на општина Газивоа. Тој постојано беше со граѓаните на општина Газивоа. Ги слушаше нивните проблеми, нивните идеи, нивните критики и ќе ми се јавеше: Коце, бевме во тоа и тоа населено место. Граѓаните бара да им го направиме тоа и тоа. Јас како општина Газивоа можам делимично да завршам. Останатото те молам, помогни со градот Скопје, за да на граѓаните да им го решиме проблемот. Тоа беа секојдневните наши комуникации. Комуникации во интерес на подобрување на условите на населените места, бидејќи општина Газивоа и градот Скопје се едно исто ткиво. Работиме во интерес на граѓаните на општина Газивоа и на градот Скопје. Тони реализираше многу проекти во општина Газивоа во изминатиот период. Почнувајќи од Раштак до Маџари, од автокоманда до Идризово, од автокоманда па се до Брњарци. Тоа се проекти кои што значат подобар живот за граѓаните на овие населени места. Го знам Тони многу одамна. Го знам Тони уште од 98 година, кога станав пратеник во Собранието на Република Македонија од изборна единица 65. Постојано беше со мене. Никогаш во ниту еден момент нема подигнато глас. Не го имам слушнато да каже некој лош збор. Не го имам слушнато да некого го обвини, да го критикува и слично. Работеше неуморно, честно, тивко, упорно. И тоа е карактеристика на еден човек кој што треба да биде татко на една општина. Тоа е лицетворение каков политичар треба да бидеш. Заради тоа што со добар привод и да нешто не може да завршиш, ако добро им објасниш на граѓаните, ако ги сослушаш, ако имаш живци, ако имаш трпени, ако имаш време, ќе те разберат. Тоа значи дека на вистина не можеш тоа да го завршиш. Некогаш, како што општина Газивоа во изминатиот период што немаше многу пари, добриот збор значеше мир во општината, значеше мир и значеше ветување према граѓаните дека тоа ќе биде завршено. Исто така сакам да потенцирам дека Тони Трајковски настапува со програма, која што програма исто така заедно ја работевме на општина Газивоа. Во многу области, во инфраструктура, во образование, во култура, во детски градинки, во паркови, во зеленило, во паркиралишта, заради тоа што некогаш не може да се одвојат нашите надлежности меѓу општината и градот Скопје. Неговата упорност во дефинирањето на таа програма јасно дава ветување дека Тони Трајковски ќе го реализира сето она што го има ветено во својата изборна програма. Затоа, почитувани присутни, ме смитам дека Тони Трајковски ќе победи уште во првиот круг на изборите во 2013 година. Ќе победи поради тоа што ветеното од 2005 до 2009 го има извршено. Ќе победи затоа што има добра програма, а ќе победи и заради тоа што има таков противник како што има. Борче Стефановски го има победено 2 пати. Во 2005 година јас го победив на локалните избори, иако беше актуелен градоначелник на општина Газивоа. А тоа е многу тешко да се победи актуелен градоначелник. Тони Трајковски и сметаше дека е случајна таа победа. Тони Трајковски му покажа дека не е случајна таа победа. Нека јас сум бил политичар, па сум бил во парламентот и слично. Тони не беше политичар. Тогаш се појави на политичката сцена и го победи Борче Стефановски. Сега, по трет пат, веќе, после од трет пат, мислам дека веќе не е згодно да се појавува на политичката сцена. И тоа е уште еден адут, зашто граѓаните знаат кој е Борче Стефановски, кој е Тони Трајковски. Кој ветува и остварува, кој ветува, а не остварува. Затоа сметам дека општина Газивоа ќе победи во првиот круг. Исто така ќе има мнозинство во Советот на општина Газивоа и во Советот на градот Скопје, за да може реализираните проекти да бидат, ветените проекти да бидат реализирани. Многу е значено. Таков е системот во Република Македонија, да има избор за градоначелник и избор за Совет.
тие некојаш граѓаните не ги поврзуваат. Затоа апелирам, давам порака, да Советот, ако сакате некој градоначалник, да ги реализира оние проекти. Ако верувате во него, дајте му ја довербата со Советот, да не мора да се пазари, да не мора да биде обструиран, да може навремено да ги заврши сите тие реализирани проекти. Јас не би можел уште многу да говорам за Тони Трајковски, меѓутоа сметам дека најдобро тој да ги каже своите проекти. Затоа би сакал да завршам дека на овие избори ќе победи ВМРО ДПМН. Да живее ВМРО ДПМН, да живее општина Газивоа, да живее градот Скопје и Република Македонија. Да сте живи и здрави!